Апелациониот суд во Штип утре ќе одлучува дали двајцата поранешни градоначалници на Кочани кои се под истрага за пожарот во дискотеката ќе се вратат во притвор. Николчо Илиевски и Радко Димитровски од вчера се во домашен притвор откако судот во Кочани ги прифати нивните жалби за укинување на ефективниот притвор. Според одлуката, судот им ги одзел и патните исправи, а добиле и забрана за нивно издавање. Но со таквата одлука не се согласило јавното обвинителство, па поднело жалба со која бара да се вратат во притвор. Дали ќе биде прифатена, ќе одлучува Штипскиот апелационен суд. Обвинителството не се противело за укинување на притворот единствено за поранешната директорка на Државниот пазарен инспекторат Анета Симеска Димовска, па таа од вчера е во домашен притвор. За трагедијата во Кочани под истрага се вкупно 27 лица за кои обвинителството има основано сомневање за сторено кривично дело тешки дела против општата сигурност. Откако за сите беше одреден притвор, жалба за укинување и замена со поблаги мерки за обезбедување поднеле 22 лица. Судот таквите барања ги отфрлил за 19 лица, па сите остануваат во истражните затвори во Скопје и Куманово. Со истрагата се опфатени и 7 полициски службеници од Штип и Кочани, кои според обвинителството одобриле лиценца за кабаре, иако објектот не ги исполнувал условите. Зоран Јаневски, Сител телевизија.